До предминатата недела немаше регистрирани случаи на заболени од грип и пријавени во Центарот за јавно здравје Кочани. Сега во петата недела од новата година, Центарот за јавно здравје регистрира вкупно 78 заболени за една недела во регионот и општините, што ги покрива Кочани, Виница, Берово, Делчево и Пехчево. Вкупно за цела сезона се 155, вели доктор Горан Николов, епидемиолог во Центарот за јавно здравје, и додава дека временските услови се поволни за ширење на грипот и дека максимумот на заболени на сезонскиот грип доправа доаѓа кај нас. Состојбата со сезонскиот грип во општина Кочани, односно Центарот за јавно здравје Кочани, кој што го покрива регионот на Виница, Пехчево, Берово, Делчево, значи заедно со Кочани, заклучно со петата недела, нели, на сезонско пријавување на грип е следната. Значи во последната пета недела од недела која што е за пријавување на сезонски грип, во Виница се пријавени 6 случаи, во Пехчево 4, во Берово 8, во Кочани 17 и во Делчево 43. Значи тоа се вкупно 78 случаи само во оваа пета недела. Меѓутоа, законската регулатива за пријава на сезонски грип е од 40-та недела од 2018, па заклучно до оваа недела, нели пета недела од 2019, вкупната бројка на заболени од сезонски грип во нашиот регион е 155 заболени. Сите се со полесна клиничка слика, немаме информација за некои потешки случаи, односно лица кои би биле хоспитализирани на инфективните оделенја во општа болница во Штип. Значи тоа се случаеви со полесна клиничка слика, кај кои што, нели, таа симптоматологија за неколку дена Јас мислам дека во нашиот регион се уште пикот на сезонскиот грип го немаме достигнато, тоа би било некаде 10-та недела од 2019, меѓутоа потоа постепено, нели, тој пик и таа потентност на самиот тип, на самиот вирус на грипот почнала да опаѓа. Временските прилики кои што се сега моментално во нашиот регион, значи се поволни за развој на инфлуенцата, односно за ширење на самиот грип. Препораките за заштита од сезонскиот грип, додава доктор Николов, остануваат исти. Ако се почувствува симптоми на грип, веднаш да се посети лекар и тој ќе одреди дали има потреба од антибиотици или не. Една од главните препораки е избегнување на масовни собири, значи тоа е една од главните препораки, колку што е во границите на можноста. Хронично болните редовно да си ја земаат својата терапија припишена од матичните доктори, затоа што самата инфлуенца како болест, самата не е толку страшна, значи поминува за 7-8 дена. Меѓутоа, другите дополнителни проблеми кои што ги имаат како здравствени проблеми, нели, пациентите, допринесуваат да клиничката слика од самата инфлуенца биде многу по-лоша и дури во некои ситуации, нели, да дојде и до смртни случаеви на лица кои што се заболени од грип. Според податоците од Центарот за јавно здравје, заболените во најголем број се лица од 15 до 64 години, а помалку се деца од 0 до 5 и од 5 до 15 години возрастна категорија. Иако детското оделение во моментов е преполно со болни деца, сепак кај нив станува збор за горни и долни респираторни инфекции и бронхити, како и висока температура.